Ова утро ќе ви пренесеме на многу интересна приказна на младиот брачен пар Златевски, кои што пред една година си отвораат своја фарма, и тоа фарма на која што можат да се најдат садници од бадеми, таму има лозје, но и пчели. За тоа како младите гледаат на земјоделието, колку младите сакаат да се занимаваат во денешно време со земјоделие, но и кој беше главниот предизвик на семејството Златевски да започнат да се занимаваат со земјоделство, ова утро ќе дознаеме од Ристе и Симона Златевски. Дечки, ќе ви посакам добро и убаво утро. Најнапред би сакала да излезам на вистина големо задоволство за тоа што и ве прифативте вашата семејна приказна да ја раскажете за гледачите на Добро утро секое утро и да ги запознаеме гледачите повеќе со тоа што нуди фарма Златевски. Добро утро и фала ви за покана во емисијата. Добро утро и од мене, и многу сме среќни што имаме можност да раскажеме приказната и повеќе гледачи да дознаат за нас. Како се роди идејата за фарма Златевски и зошто е фарма Златевски? Фарма Златевски, името, мислам, дел од фарма, но ја представува комплексноста на нашиот систем, каде што се интегрирани овошни насади, моментално има пчели. Во иднина планираме да интегрираме и различни домашни животни, како овци, кокошки и слично, со тоа што уште сега почуваме со сеење на разни култури што ја подобруваат почвата, а истовремено представуваат и паша за нашите пчели. Значи, фарма го представува комплексноста на нашиот систем, а Златевски го додадовме на брендот заради тоа што веруваме во успешноста на тој концепт и дека тоа е правиот начин на производство на храната, и затоа го додадовме нашето презиме на фарма. Да, она што се препознатливо за вас како фарма Златевски, тоа дека нели се органско. Симона, како млади луѓе и вие се снајдовте во земјоделието и што за вас представува ова? Значи, имавме многу предизвици. Пред се гледавме на тоа нашиот производ или нашите производи да го представуваат нашето семејство, како што кажа Ристе, затоа е Златевски додадено на името на нашиот бренд, да представува и нашата земја, но и да имаме производи што се квалитетни и што се одржливи. И сега прво започнавме од самиот старт од земјоделие. Тука се јавија многу прашања. Например, сакавме почнавме со бадеми. Кој е најдобриот начин да се одгледуваат бадемите, значи кои методи да ги користиме, како на природен начин да ги заштитиме растенијата. Потоа, покрај тоа, се јавија прашањата како да креираме производ што луѓето ќе го препознаат, ќе го ценат и ќе го купуваат. Не само еднашка, туку ако го купуваат еднаш и да се вратат. И сега, од која претежно Ристе, нели, со неговото следење и консултирање и со други постари земјоделци, кога одлучивме како ние ќе ги одгледуваме нашите растенија, имавме втора фаза како да го пласираме производот, значи како ќе го брендираме, како ќе биде примамлив за потрошувачите и како да ја раскажеме нашата приказна за да бидеме интересни и луѓето да се заинтересираат за нас како бренд. Исто така, покрај тоа, најголем предизвик кај нас е трпението. Значи, треба да сме многу трпеливи, затоа што земјоделието е многу бавен процес, бара многу време од моментот кога ќе се засади дрвото додека да даде самото дрво плод, а потоа и да се креира, да се обработи, да се добие финален производ кој што ќе им се допадне на потрошувачите. И тука исто така тргнавме не само како земјоделци, туку како потрошувачи, затоа што сакаме да создадеме производ кој што ние самите би го конзумирале, производ што би го дали на нашето дете и самите луѓе, значи, да имаат можност да јадат здрава природна храна, а не само храна што е со вештачки додатоци и како некој маркетиншки трик што се користи за да ја купат храната. Какви се реакциите кои што ги добивате од луѓето? Па, обично кај нас во Македонија нема баш таков концепт на производство и сите се, како да кажам,
им е мило што има млад брачен пар што настапува со таков концепт, а и ние мислиме дека кога веќе ќе се изгради една фарма на тој начин, дека и другите млади ќе се вратат заради тоа што не е толку комплексно колку што изгледа теоретски. Само треба да знаеш да читаш какви знаци ти дава природата и во врска со нив да реагираш. Да, навистина е за поздрав, ова што вие го работите и го правите, секако придонесувате за заедницата, но и верувам дека и останати млади луѓе ќе го следат вашиот пример. Симона, што се може да се најде во вашата досегашна понуда? Така, моментално ние имаме лозови насади и насади од бадем и затоа произведуваме маџун од грозје, конкретно го правиме ние од сортата вранец. Потоа имаме бадеми кои што ги продаваме како печен бадем и непечен бадем, но имаме од самите органски бадеми, правиме и путер од бадем и путер од бадем со мед. Сите овие производи се здрави, за луѓе што сакаат да се хранат здраво, се интересни да ги вклучат во нивната исхрана. Исто така, моментално, како што кажа Риста, имаме и пчели и планираме оваа година да воведеме и мед како финален производ, кој што сите веќе знаат дека медот е многу здрав, го зајакнува имунитетот, има бројни придобивки и тоа ќе биде еден дел од нашата понуда, се надеваме оваа година. Исто така, значи малку сме на пазарот, но имаме идеја да го прошириме портфолиото со производи од локални состојки, например некои други видови на путери, или исто така имаме идеја и за некои здрави оброци, но за конкретно е уште рано, ќе видиме како ќе бидеме прифатени со оваа понуда и со природен тек постепено ќе си го прошируваме портфолиото. Да, Ристе, ти претходно ми спомена дека речиси 10 години како што си го анализирал пазарот, ти си гледал, си барал, си слушал, си читал нели за земјоделието, но сепак нели твоите корени се, мислам, си запознаен со земјоделството. Како планирате еве да се проширувате понатаму, што е она што следно сакате да го направите на фармата на Златевски? Да, па ние од година во година ја зголемуваме комплексноста на кој систем е интегриран кај нас, тоа што почнавме со бадеми, после тоа почнавме и со пчели, нели. Моментално работиме на подобрување на почвата за во наредните 2 или 3 години кога ќе интегрираме кокошки или овци, например, веќе да биде состојбата спремна за пасиште да има таму, па ќе ја посуваме инфраструктурата. И например, околу нашите површини оваа година имаме посадено околу 3300 багреми, околу 1000 други медоносни дрвца, со тоа што пробуваме да го зголемиме биодиверзитетот, а и со тоа нашата фарма ќе стане отпорна и на климатските промени, а и на сите други природни непогоди, како например инсекти, зарази и слично. Секој од тие елементи ја зголемува комплексноста на системот, но со тоа и има своја улога во неговата отпорност кон промени. Со тоа што, например, животните ќе имаат улога да го одржуваат подовоштарникот, истовремено тие и ќе го џубрат насадот и ќе го зголемуваат бројот на микроорганизми што се внатре, што исто така му помага на дрвјата за да ја создадат својата отпорност кон болести. Исто така, површината под насадот ја користиме и за паша на нашите пчели, например. И сите тие системи помеѓу себе си имаат одредени симбиотички врски што го прават на крајот финалниот производ подобар. Да, што е она со кое што најтешко се соочувате? Што е најтешкото во целиот процес еве во изминатава година? Со што најтешко се соочивте? Па најтешко се соочуваме со тоа што, например, ние пробуваме да ги читаме знаците природата што ни ги дава. Сега не секогаш ги знаеш, а и нема многу искуство на нашиот пазар, повеќе е сконцентрирано на откога, например, ќе се случи нешто да третираш болести, а органското и регенеративното земјоделие се базира повеќе на одржување на санитетот на насадот, превенција, да пробаш насадот да биде што поздрав, а со тоа и ќе биде поотпорен на болести и немаш потреба ти да го отпосле да ги третираш болестите. Сега тие искуства што нема од каде да ги препишеме, мора на наш товар да си ги научиме, ама на тој начин и полека растиме.
Од кога добивате најголемата поддршка и кој е оној што ве стимулира во целиот процес за да продолжите понатаму? Па логистичката поддршка најмногу ја добиваме од дома, со тоа што сите објекти ни се ангажирани со нашето земјоделие. Сега исто така многу ни помогна со тоа што татко ми веќе беше 14 години во земјоделието, има контакти за луѓе што може да се најдат за било која операција, а исто така голема поддршка има и државата и одредени странски проекти што финансираат развој на земјоделието. Од аспект што тоа со тоа ни овозможи да го направиме нашиот објект за преработка, купување на одредени машини, кревање на нови насади и сето друго, заради тоа што земјоделието е бескрајно вложување, така да секоја поддршка побрзо не носи кон нашата целосна идеја. Да, вашата фарма се наоѓа во Русуман, но каде можат еве луѓето да ве најдат и како може да ве најдат? Ние сме моментално на социјалните мрежи, на Инстаграм сме farma.zlatevski, на Фејсбук сме Farma Zlatevski и моментално таму ги продаваме нашите производи. Исто така сме членови на Slow Food заедницата и учествуваме на настаните што ги организира Slow Food. И секогаш кога има некој таков настан, сакаме лично да бидеме присутни за самите да си раскажеме нашата приказна и за луѓето малку да добијат емоција, да поврзат емоција со нашиот производ, да не е само да го купат и тоа е тоа. И до сега добивавме многу позитивни коментари и фидбек. Исто така имаме идеја, имаме моментално YouTube канал, ама не го користиме, сакаме во иднина да го разработиме и да постираме некои влогчиња каде што луѓето ќе може да гледаат како изгледа еден ден на фармата, што се ние правиме и слично, значи малку да се поблиски до нашите производи, да видат точно од каде доаѓа тоа што они го јадат. Да, јас ќе ви посакам во иднина да имате многу успеси, да ви се изреализираат сите планови кои што си ги имате зацртано и навистина да си продолжите со уште по голема темпа колку што ви дозволува нели времето и се надевам дека и останатиот број на млади луѓе ќе го следат вашиот пример за враќање на онаму од каде што сите доаѓаме и потекнување или враќање кон природното и кон земјоделието. Фала ви на поканата уште еднаш во емисијата и во иднина може и на терен да видиме како се одвиваат работите. Да, дефинитивно би сакале, верувам дека гледачите сакаат да видат како изгледа фармата на Златевски. Се надевам дека во топлите денови дека ќе имаме простор и време да дојдеме и да ве посетиме таму. Ви благодарам. Фала многу уште еднаш, како што кажа Риста, добре дојдете на нивата да видите како тоа изгледа. Практично, да. Многу е интересно и мислам дека се помалку луѓето знаат како изгледа животот на нива и како изгледа да се обработува нивата и кои се активности се случуваат таму.